Почитувани, добар ден и од мене. Денес во рамки на студиото имаме ексклузивен соговорник кој што го обезбедивме на една актуелна тема кој верувам дека ќе го привлече вниманието, а станува збор за Кристина Ампева, активистка за остварување на правата на работниците од текстилната, кожарската, чевларската индустрија, меѓутоа и председател на Сдруженијето Гласен текстилец од Штип. За почеток, добар ден, ти благодарам што ја прифати поканата и што да Штипа дојде во Скопје. Ви благодарам и вас за поканата. Драго ми е што можам денеска да бидам тука, бидејќи мал е просторот за граѓански организации кои што се бават со синдикални работи. Меѓутоа и да те поправа, не работиме веќе само за текстилната индустрија, него го опаќаме целиот приватен сектор. Так. Што вели вашето досегашно искуство? Какви се правата и условите на работниците во Македонија? Еве конкретно да ја заокружиме оваа 2022 година која што веќе е зад нас. Па да почнеме од почеток, бидејќи Гласен текстилец кој е формиран во 2017, сепак како активисти работиме од 2016. Па кога ја слушате владата како се фали со платата и покачувањето од 9.000 на 18.000 денара, па јас да потсетам дека ние како активисти, подоцна Гласен текстилец, беа оние кои што ги натера тогашните опозиционери, сегашна власт, да го стават покачувањето на минималната плата и за сите да важи тоа, бидејќи за текстилците беше една плата, за другите беше друга плата, па да кажам дека ние бевме тие што ги натеравме да го стават тоа во програмата нивна изборна, за да им се на некој начин додворат на работниците и да отпочнат работите со Мила Цареска, со Бранимир Јовановиќ, со Тевдовски, да започнат тие постапки околу покачување на минималната плата. Меѓутоа, па кој ќе видите дека сега со цела инфлација и корона криза, тогаш во 2020 што не се случуваше беше лошо, имаше откази, знаете дека бевме постојано на терен, посебно во Штип, укажувавме и на кластери, на заразени работници, на непочитување на уредби и на злоупотребени државни пари, меѓутоа на некој начин институциите кога не си работат работата, треба да одите вие по нив и да ги терате да работат. Уште ми е криво што во една држава која што се стреми да биде дел од Европска унија и дека треба да се почитуваат правата, да се почитуваат законите, да напоменам и од тука дека од август 2020 ние се уште немаме разврска од случаите со злоупотребата на државни пари. Значи 3 години подоцна ние имаме молк од институциите. А сега дополнително можеш и ти да слушнеш како тоа имаме сега жалење од страна на работодавачите дека немаат работници, па да потсетам зошто е тоа, меѓутоа ќе дојдеме. Можам да кажам дека се подобрени, многу од работите, сега нема исплата под минималец и таму кај што има можете да реагирате, меѓутоа многу работи се останати на, ајде да кажам, на мониторирање на институции, на повеќе постапки, на примери кои што ги правиме со кривични постапки. Наскоро ќе имаме за тоа голем бум, ајде да кажам, бидејќи до сега такви случаи не се случиле во приватниот сектор со судски постапки, така да редовно ќе ви информирам и вас. Предпоставувам дека ваквиот однос е сензитивен на релација помеѓу невладени здруженија и државниве надлежни институции. Лично вие имате притисок, имате на некој начин сугерирање за тоа како треба да постапите, како на терен треба да излезете. Колку сте ограничени во тој поглед? Не сметам дека сме ограничени, напротив имаме доволно финанси, странски проекти или кои што не викаат странски платеници. Во ред е тоа додека го правам тоа што треба да го правам, додека Гласен текстилец може да си дозволи да биде на терен со работниците, да прави притисок врз институциите, врз работодавачите, врз државата, јас немам проблем со тоа од кај доаѓаат финанси. Барем не се од работниците и не ги злоупотребуваме, како тоа што го прават синдикалците, да. Напротив, дали имаме притисоци секако дека да. Еве сега, например, како што и кажав и претходно, иако претходно ние бевме дел од тој социјален диалог со
тогашната опозиција, сегашна власт, иако бевме дел од работна група во Закон за работни односи, сега веќе не сме. Иако во тие кулуари сега муабетот е, нели, ВМРО-вска организација, ама ние тоа го преживеавме во времето на Груевски, така да тие детски болести не се прележани. Значи ние сме тука за работниците, испраксирани скроз и така да работиме онака како што треба. Секој дека има притисоци, меѓутоа мислам дека повторно ќе речем ги надминав тие некои работи. Сега дали е тоа власт, дали е политичка партија, дали е не знам некоја институција или работодавач, не е битно. Битно е дека не потпаѓам под притисоци и тоа мислам дека е јасно. Која е причината според вас? Зошто секоја позиција, партија која ќе дојде на власт, секогаш невладините здруженија ги смета за боксерска вреќа преку која што сите оние комплекси, нивни лични неуспеси знаат на тој начин да ги извадат од нив. А претходно се со вас, претходно имате апсолутно поддршка. Додека се во опозиција се супер респонзивни и сето тоа и супер кооперација. А меѓутоа во времето на претходната власт на Груевски, можам да кажам дека сите невладини беа и Гласен текстилец беше една од тие организации кои што беа под таа стоп десоризација и што ти ја знам. Меѓутоа сега е проблематично бидејќи ова е левичарска влада, па очекував повише дека ќе се продолжи соработката и слично, не очекував дека после 4 години работа, ова чисто како пример, не очекував дека после 4 години работа волонтерска, кај што трпев сериозни навреди од синдикалците, не од синдикалците трпев навреди, на крајот да дојде трета министерка, нова, во клучното Министерство за труд и социјала и ние да бидеме отстранети од таа работна група. Зошто? На кого му сметаме? Без никакво објаснување, без? Апсолутно ништо. Дека они биле тропартитни, тоа било тропартитен диалог, требало тука организации на работодачи, синдикати и влада. Извинете, тогаш зошто бев јас во време на двете претходни министерки од истата влада, од истиот состав, на кого сега му сметам? Зошто? Баш кога сте се подпишале на Global Deal, документа во 2018 од страна на шведската влада, каде што сте рекле дека ги вклучите и здруженијата. Ако ние немаме направено за работниците, никој немаше да знае ни дека синдикати имаме од држава. Мислам, толку едноставно. И еве сега синдикатите се бунеле. Не, синдикатите не се бунеа на новиот закон, тоест на новиот предлог закон за работни односи. Тие се побуни од како јас го извадив законот и она што кажува законот внатре. Така да не се побунија они. Така. Ќе позборуваме нешто подоцна, сега конкретно ме интересира со оглед на тоа што веќе почнавме ново поглавје од годинава. Законскиот рок за К15 истече заклучено месец декември, па ме интересира какви се вашите искуства во поглед на 2022 година? Дали се уште газите ги бараат дадените пари као К15 на нивните работници? Што вели статистиката? Дали има некои промени на подобро се разбира? Јас мислам дека да. Не мислам, него бројките во нашата датабаза тоа го покажуваат. Например, ако во минатото К15 се испаќаше, например, во износ од 100 денара, сега такво нешто не ни се случуваше и можам да кажам дека исплатата се движеше горе-доле од некои 8.000-9.000 денара, најмногу. Мислам, во најголем дел од случаевите, многу беа и тие кои што испатија конечно сума каква што треба да биде за оваа година. Меѓутоа, дали се враќаат назад, дали се враќа и платата назад, се уште има изолирани случаи, меѓутоа не е со онаков интензитет каков што беше пред Гласен текстилец, да ги извади тие работи кои што никој не ги кажуваше во јавност. Сега мислам дека е далеку подобрена ситуацијата, меѓутоа па и слушате дека повторно, нели, дека нема работници. Нема, да. Баш поради тоа враќање на К15, враќање на плата назад, работење по 10 сата дневно, преку време на работа во сабота која што не се евидентира, не се плаќа, празници исто не евидентирани, не платени, така да еве за тоа и немаме работници тема за која што можеме да поразговараме. Трошоците на семејната кушница дефинитивно од месец на месец растат. Па математиките велат дека и со примање на плата од 18.000 динари на 20 родители, тоа се пари кои не можат да стасат само за храна. Кој е вашиот став за минималната плата која што беше бомбастично најавена и усвоена? Па да, јас тогаш
излегов на неколку пресконференции кај што кажав дека плата може да биде далеко поголема доколку се преземат соодветни мерки. Не можете вие цело време политички да покачувате минималец, без при тоа да земете други параметри и други мерки да применете. Го кажав примерот Европа сега. Тоа е владата на Црна Гора го започна тоа од лани од јануари. И вие ќе видите дека за 4 месеца таму им се качи просечната плата за околу 300 евра, да не грешам. Одамна ги собирав податоците. Меѓутоа, тие покачија минималната плата, меѓутоа и рекоа ќе се бориме сериозно против корупција, ќе воведиме прогресивно оданочување таму кај што треба, а не на пензионерите, на хонорарците, како што планираат нашите власти да го направат тоа. Што друго направија? Инспекциите ги ставија во служба на работниците, во служба на добрите примери на работодавачи, се со цел да има и конкурентност реална на пазарот на трудот. Меѓутоа, кај нас сете ќе слушнете дека даноци сакаме да ставаме на хонорарците кои што живеат што се вика од хонорар на хонорар, може да им се случи 2 договора годишно, нели 11% данок, меѓутоа еве државата од таму сака да земе, а не од оние како што се Ангјушеви, Камчеви и сличните милионери во нашата земја. Така да однос на синдикалната се кошничка... извинувам, и еден предлог за плаќање на луксузен данок. Го гледате тоа како решение да речеме за... Ама тоа го збориме, значи прогресивно оданочување се зема од кај оние кои што навистина имаат и се екстремно богати. Не можете вие да земете од, не знам, некоја фамилиарна фирма што обезбедува плати, се прехранува и си плаќа реално даноци кон државата, а да ги оставите овие олигарси, транзициски, кои што ја оплячкаа државата. Сега да не ги именувам тужби веќе аман, меѓутоа, значи, нив ги оставаме цело време, они да ни креираат политика, они да ни креираат закони, они да бидат уважени граѓани во општество, ама ќе ги даночиме хонорарците, пензионерите со странски пензии, кои што слушнав нешто, се надевам не е точно, и други категории на граѓани кои што едва крпат крај со крај. Така да, нејасно. Така. Вие сте млади родители и верувам дека, еве, и од моето обкружување на пријатели се повеќе е факт дека младите пред се разочарани и погледот секогаш им е, барем во последните години, надвор од Македонија, па токму на оваа тема кога веќе зборуваме и кога ги знаеме ваквите бројки, што мислите, ќе увеземе ли работна сила во Македонија? Ќе дојдеме ли до еден таков период кој што навистина, еве, се крева и коса и кожа, барем со самата помисла дека доаѓаат такви страшни времена? Прво да се навртам, ако може, однос на екзистенцијата и зошто тоа младите веќе не се гледаат тука, е она што, еве, например, Сојузот на синдикати на Македонија ви вади една синдикална кошничка, која што ја зима од двете минимални плати и вели уште толку и толку треба за да се исполни таа синдикална кошничка. Например, во септември 2021 за нив синдикалната кошничка била во износ од 34.390 денара. Кај нас, според тоа што правиме како организации, тоест Clean Clothes Campaign, една меѓународна мрежа, и ние одиме на моментот дека одиме на тоа прашање, дајте да воведеме плата за живот, а не синдикални минимални кошнички кои што не покриваат апсолутно ништо. Едве се преживува. Не се ни преживуваме, ако ме прашате, со моментална инфлација имаме највисока стапка на инфлација во Европа, а може и во светот, не знам. Тоа економистите нека кажат, меѓутоа сме фрампантна бројка и со тоа не ви го имаме и покачување кое што го имаме. Значи, ние велиме дека платата за живот во 2021 изнесувала, според нашите калкулации, 52.235 денара. И сега споредете ја со 34.000 кошничка на ССМ. И дополнително да кажам дека тие ги делат ставките, нели? Храна, домување и слично. Кај нив ставката за одржување на здравје е фасцинантни 736 денара
повторно септември 2021. Додека ние одиме како организации, одиме кон меѓународно прифатени критериуми. Значи ние не измислуваме топла вода, него велиме. Имаме тука универзална декларација за човекови права на Обединените нации, имаме меѓународни трудови стандарди на меѓународна организација на трудот и ние велиме дека работниците, тоест плата за живот, доколку и еден човек возрастен во таа фамилија работи, значи треба да изнесува сумата која што ја кажав. Со менталната инфлација за 2021 сумата е далеку над 52.000 денара. Вие не можете да лобирате за нешто што не е доволно за да ги платите сметките. Колку треба да остане за храна? 700 денара здравје, па витамин С ви е 500 денара, мислам. Што меѓутоа еве, додека ние се залагаме за некој за да се подобри, да речем, застапувањето на работниците, имаме синдикати кои што секој пат имаат пониски барања, па за тоа не е ситуацијата ваква како што е и за тоа го имаме иселувањето какво што е. Сега, во однос на тоа иселување и за тоа дали треба да увеземе работници, мене ми е тоа смешно. И тоа е една погубна политика и прво треба да се прашаат работодачите како ни дојде ситуацијата до тука. Ја мислам дека никој од младите од нас, еве, земи се и ти за пример, дали би сакал да си одиш од тука? Доколку ти се нудат можности, систем здрав како што треба, да не мора да фаќаш врски за да одиш да се лечиш, за да отидеш во здравство за кое што плаќаш, меѓутоа ние немаме капацитет како преправо. Мислам, која инфраструктура? Извини. Нема проблем. Ние како преправо немаме инфраструктура, немаме законодавство, што ќе правиме со домувањето. Дополнително, ако имаме да речеме, бизнисот ќе го донесе тој закон, еве, ќе дозволиме да доаѓаат од, не знам, од Филипини, од каде све не рекоа, имаме најниска плата во регионот. Зошто некој би дошол кај нас? Не би дошол во Бугарија, например, или во Србија, каде што има многу подобри демографски политики за задржување на работоспособно население и изголемување на наталитетот, наместо кај нас дека имаме стапка на зголемување на морталитет. И сега, 30 години во текстилството, еве ќе кажам пример, бидејќи од таму дојдоа поплаќите, од Штип, ќе видиме дека во време на приватизацијата им се тие капацитети. Значи, повторно, честни исклучоци. Нема никакво унапредување и модернизирање на производството. За кај ќе ги донесеме тие работници? Во кои услови ќе работат? Која продуктивност може вие повторно да направите, бидејќи се жалат за продуктивност? Која продуктивност со машини од поранешнија Стибо и Македонка? И никакви инвестиции при тоа. Значи, јас сметам дека треба наместо да се жалат, бидејќи смешни се и наидуваат на сериозни критики од јавноста, треба да не прават манипулации со исплатата на минималец, да ги послушаат маце ваквите граѓански организации кои што одат на студиски посети, пример во Шведска. Нека дојдат со нас, ќе најдеме финансии, мада сега направивме веќе, да кажем, едно патување на студиска посета во Борос, како најпознатиот текстилен град во Шведска. Нека видат што се прави таму и нека да фатиме да примениме тука. Значи, ја им стоам на располагање. Меѓутоа, ајде ќе ги земеме мигрантите од Филипини. Како? Прашувам како. Мислам, неизводливо е. Наместо тоа, можеме да си ги задржиме младите, да ги покачиме платите, помалку да го обновуваме возниот парк со джипови, со Поршеа и слично, и ќе имаме повише да им дајме на работниците. Толку едноставно е. И помалку сива економија и повише плаќање даноци кон државата, толку. Ако можам да сублимирам од ова, вие дури сте и песимист дека може Македонија да увези работна сила. Со најниска плата имаме од регионот. Мислам, од каде ќе ги земеме тие луѓе, за каде да ги вработиме? Може ќе дојдат на месец-два, тука не викам не. Ќе се направат измени во законот, повторно викам, не е проблем. Бизнисот кај нас ги прави законите, не работниците. Меѓутоа, немаме инфраструктура, мислам, зашо за 300 евро плата ќе дојдат? А домувањето каде е? А најголемата стапка на инфлација и струја и да не зборам веќе за образовен, за здравствен и сличен систем, од кој што бегаме и ние, а не па некој да дојде. Так.
Во неколку наврати потенциравте на социјалните мрежи дека се неопходни измени во новиот закон. Приложивте свидоштва за работници кои на православни празници се приморани да работат. А еве, ваков месец беше баш јануари, кој навистина... Да, да. Не само јануари. Значи тоа се преку цела година. Па вие ќе видите дека на крајот ние имаме празници, неработни денови кои што важат само за државната администрација. Не е спорно, меѓутоа, еве јас велам, приватниот сектор е друго, администрацијата е друго. Ипак, нели, тие треба да ги даваат оние услуги кон нас, кои што ги плаќаме даноците и од кои што даноци административците земаат плата. Меѓутоа, тоа и сакав да го направиме во измените на Законот за работни односи. Например, вие која ќе имате нова евиденција, која што нема да може да се бреши, нема да мора да ја прикажувате само, да ја покажувате и да ја докажувате само преку судско вештачење единствено, вие ќе имате многу поголема исплата од минималецот. Ние нема да збориме за минималец, него ќе имаме реална исплата на трудот во една земја според, нели, тоа која е индустрија и слично. Ако работодавачот сака и смета, они велат поради не знам какви потешкоти или зголемување на работа и не знам што, дека може да наложат, нели, преку време на работа повеќе може да наложат работа за празник. Сега, доколку вие му даете на работникот можност, јас, например, сакам да бидам дома за празникот, вчера, например, так. Не сакам да одам на работа. Значи, тој треба да побара од мене дозвола, ако ми го платиш, онака како што треба, дупла дневница, се знае како иде, ќе дојдам. Еве зошто имаме ние страф од странските инвестиции, бидејќи таму се плаќа. Кај нас не се плаќа во домашните компании и тоа е големиот проблем. Така да, кога ќе оставите вие, кога ќе имате реална евиденција и кога ќе оставите повеќе моќ на работникот да одбере, би одбрала јас да одам и трета смена заедно и празник да фатам, бидејќи знам дека тогаш ќе земам, не знам, 4000 денара таа вечер. Да. Меѓутоа сега, зошто? За некој да ги трпа тие чист профит у джеп? Не. Затоа мисля дека треба овој закон за работни односи да биде повише од страна на работникот. Меѓутоа, како што гледам до сега има некои работи кои што се подобрени, да не грешам душа. Меѓутоа, повторно еве останува овие некои работи како што се, не знам, прекувремена работа, евиденција, повторно ќе кажам дека нема. Недела неработен ден за кого? Го иницииравме, на крајот испадна дека 47 дејности плюс проширени, продолжени, па ајде и измени во закон за трговија, па ајде моловите да работат као демек не може да прекинат со работа и такви некои работи кои што го ставаат работникот повторно во некоја понеповолна позиција. Имаме неспособни синдикати кои што не знаат да се изборат за правата на оние кои што земаат членарина и ги користат удобностите од тие фотели кои што ги имаат. И мене ме интересира, с оглед на тоа што досега сте имале и позитивни и негативни искуства, иако на тежина повеќе добиваат овие негативните, колку вие имате мотивација и стимул во Македонија нештата да бидат подобрени во однос на годините претходно? С оглед на тоа што веќе од сето ова што досега го разговаравме, гледам дека сте баш онака разочарани во поглед на релација помеѓу надлежни институции и невладин сектор. Не можам да кажам дека сум тотално разочарана, бидејќи ако се вратиме назад, повторно ќе речем пред Сдруженијето, значи јас додека сум работела во конфекција, значи било проблем да се јавам, бидејќи ќе ми се знае името кој се јавил, кој пријавил во трудовиот инспекторат. Можам да кажам дека сега, после 4-5 години работа, ние имаме супер соработка со трудовиот инспекторат. Работниците сами пријавуваат. Значи, за тие велат, баш додека беше моментална министерка, директорка на трудовиот инспекторат, таа во една неизина изјава кажа за 300% се зголемени пријавите до државниот трудов инспекторат. Тоа беше нашата идеја. Да го подобриме работењето на институциите преку константен мониторинг, watchdogs, како ќе викаат. Меѓутоа и да им дадеме поддршка во нивното работење, бидејќи и тие честопати имаат проблем. Значи, не се сите па на крајот од денот корумпирани. Сега има и подмладување на кадарот во тие институции, така да јас сум задоволна од моменталната сработка, за натаму не знам. Управата за јавни приходи исто. Кога Управата за јавни приходи правила мониторинг на
приватни компании, никогаш. Иако тоа се вели и во член 206. Во Законот за работни односи се дава исто надлежност на институцијата Управа за јавни приходи за да внимава на исплата на минималецот. Управата за јавни приходи пред да почнеме ние да ги притискаме, тие никогаш не го работело ова. За злоупотребите на државната помош имаше координирани акции поради тоа што ние баравме да има заеднички инспекцијски надзори. И токму тие две институции ги најдоа злоупотребите за тоа воено профитерство, ќе го кажам слободно, бидејќи во време на криза, во наредно состојба, вие украдовте државни пари, ги стрпавте во джебови и ништо не се случи. Токму тие две институции ги дадоа сите докази до основното јавно обвинителство. Никој друг. Така да подобрени се работите, не можам да кажам. Ова го поставив како дилема, како прашање, со оглед на тоа што гласен текстилец некој се обидува да го стиши. Апелиравте дека синдикалците веќе имаат коалицијски тандем со властите, па и оттаму честото потиштување на вашите секојдневни ангажмани. Толку ли е моќна политиката во Македонија за да може и мирот да се купи со многу пари, уцени или пак притисоци? Толку ли се неспособни нашите синдикалци е прашањето? Мислам, од што се плашат ако се стварно... Неспособни се? Па, еве, зошто се стишани? Зошто требаше на Кристина Ампева од Штип, од граѓанска организација, нели странски платеник и слично, зошто требаше на Кристина Ампева, која што една година го нема видено законот и до каде се измените во тој предлог закон, да излезе со Facebook пост, па после сите генерали излегува, па синдикалците као демек нашле мана закон. Чеки, вие сте таму, јас не сум таму. Како може сега вие одеднаш да не сте задоволни од закон, кога трипартитен диалог, со ова се прави, не се прави со мене. Јас кога го видов законот на 30 декември, тогаш прв пат го видов, тоа беше сосем нов, сосем друг предлог од она што ние работевме изминатите години, од 2018. И сега одеднаш синдикалците, мислам дека користат тоа што се блиски до одредени. Нема да кажам дали се партии, дали се власт, дали се опозиција или дали се работодавачи, не знам. Нека кажат они, меѓутоа чудно е зошто на Кристина треба да излезе прво да каже, па после тоа ги викаат на телевизија нашите синдикалци као демек не се задоволни од законот. Вие го правевте. Зошто ги лажете луѓето дека као лош е законот? Прва кажавме. Прва излегов кажав. Шо ве требаше толку многу време за да излезете таму, сте во работната група, сте излезете, побарите подршка, ќе дојдеме ќе ве поддржиме и како работници и како организации. А која е причината зошто не сакаат синдикалците со вас како здружение да сиднат на маса, да ве чујат? Оти ние работиме. Оти ние работиме и ние застапуваме само работници. Не застапуваме ничии други интереси. Да бидам поконкретна. Значи, работниците нас не се оние за кои што се трудиме да ги променуваме работите. Затоа и соработуваме со институции како УЈП, како Трудов инспекторат, затоа пуштаме кривични тужби за лажни стечаи за едно за друго. Затоа ги правиме сите оние судски постапки овие години над 400. Ние делуваме во фирми каде што има синдикат. Таму имаме најмногу проблеми. И сега зошто работиме? И зашто не штитиме други интереси, зашто ги застапуваме единствено работниците. Затоа. Така. Најверојатно. Она што сега е актуелно, еве чисто да поразговараме, да ги расчистиме оние дилеми околу законот за породилно. Дали истиот е така скроен да во иднина ќе може да им се наметне на приватниот сектор и истите да ги почитуваат отсуствата кои што еве истиот ги предвидува и за мајка и за татко? Мислам дека овие се сосем нови институти кои што се нели кажани мајчинство, татковско, родителско отсуство и слично. Меѓутоа мислам дека ќе има проблем. Како прво не е наведено исплаќањето на тоа отсуство. Не се знае, се вели согласно Закон за здравствена заштита, иако во тој закон исто ги нема овие институти, не знаеме колку ќе биде плаќано. Она што ми е жал е што повторно нема заштита на бремените жени кои што се на договори на определено. Значи, има многу недоумици кои што се надевам сега со овие јавни расправи кои што ќе ги прави Министерство за труд, конкретно во понеделник ќе бидат во Штип,
треба тие некои забелешки да бидат истакнати се со цел да се минимизираат злоупотребите и од еден добар закон кој што треба да биде да испадне тотална катастрофа и да се изгубат права кои што и до сега ги следувале жените кои што се на породилно. Меѓутоа, повторно да немаме заштита на бремени жени, а тука као нели велиме родова еднаквост и слично, маце ми е нејасно, така да се надам дека овие некои работи ќе бидат коригирани за време на додека да се донесе тој закон. И еве за пред се ме откри конкретно ме интересира дали доколку истиот стапи на сила, колку реално, пример да речеме мажите во текстилната индустрија кои особено еве секојдневно имаат работи кои што ги вршат, а без кои се не може. Колку во пракса може неговото отсуство да го трпи работата? Па тоа е проблем, исплатата. Да видиме како ќе бидат тие татковски отсуства, родителски отсуства исплатени. Значи тоа мора да биде децидно ставено во законот. Во текстилството кој ќе ги користи? Мислам немаме веќе млади работници во текстилството реално. Меѓутоа во останатиот приватен сектор јас мислам дека треба да се сподели одговорноста околу децата. Да, меѓутоа државата треба да го возможи тоа. Да ги да даде сигурност и да помогне во исплатата, ако сакаме да имаме некоја добра демографска политика, зголемување на наталитет, споделена одговорност меѓу родителите, споделено родителство што се вели, и ако сакаме да им помогнеме на жените да бидат попристапни на пазарот на трудот, ако е тоа идејата. Ако не е тоа идејата, нека го остават во оваа форма каква што е. А дали ќе го користат татковците? Да, зошто да не? Секој би сакал да биде дома со своето новороденче, меѓутоа, доколку после кој ќе се врати на работа, не му биде променето работно место или слично, како што моментално стои како опасност во моменталниот предлог закон, еве тоа првпат го кажувам. Кристина Ампева, ти благодарам за твоето издвоено време, за присуството во нашето студио и се разбира, еве уште еднаш ќе сугерирам дека екипата на Слободен печат, на Утрински печат ќе стои на располагање за сите ваши проекти на кои што доправа ќе работите и ќе ги предложите. Уште еднаш благодарам за поканата и убаво е вака да се слушнат организации кои што навистина работат на терен наместо гломазните синдикати кои што прекјутеа многу повише, многу важни работи во врска со овие права. Уште еднаш фала ти за покана. Благодарам.